Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Со пресконференција што се одржа во Благоевград беше означена завршницата на проектот Зелени згради за заедничка зелена иднина, во кој учествуваше и општина Кочани. Со над 400.000 евра од проектот во енергетско ефикасни се реконструираа административните згради во двата града. Завршна пресконференција во Благоевград, Република Бугарија, се одржа по успешната реализација на проектот Зелени згради за заедничка зелена иднина, со кој енергетски ефикасни објекти станаа општинската зграда на Кочани и на регионалниот центар на Благоевградската област. Проектот беше финансиран од ИПА програмата на Европската Унија, при што за топлинска изолација и подобрување на енергетската ефикасност на објектите беа инвестирани 408.000 евра. Според градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, Интеррек ИПА програмата за прекугранична соработка е единствената отворена програма за нашиот регион и представува одлична можност преку соработка со нашиот источен сосед да реализираме значајни проекти за општините и за прекуграничниот регион. Заедно со Центарот за развој на Источнопланскиот регион како водички партнер и општина Кочани како крајен корисник од проектот ГРИН, успеавме да реализираме низ активности, значени за заштита на животна средина преку спроведување на мерки за енергетска ефикасност. Реконструкцијата на нашата административна зграда е една од клучните активности и придобивки во проектот, како што е реконструкција на зградата на областната администрација во Благоевград. Воедно, преку проектот успеавме да ги зајакнеме капацитетите на климатски промени и зелена инфраструктура како на вработените во јавните институции, така и за намладите учесници од основните и средните училишта кои беа вклучени во кампањата за климатски промени и нашите учесници беа гости на двете тематски работилници во општина Благоевград. Завршната пресконференција во Благоевград се одржа на највисоко ниво, при што присутни беа и бугарската министерка за регионален развој и урбанизам Петја Аврамова, како и македонскиот министер за локална самоуправа Сухел Фазлиу. За нас, како министерство, ова ќе биде значаен чекор кон зајакнување на нашите институционални капацитети во процесот на интегрирање во Европската Унија, особено во сегментите кои што се тесно поврзани со политиките на Унија. Ќе ни бидат корисни искуствата и добрите пракси на Бугарија во спроведувањето на политиката на регионален развој и територијалната соработка, финансиски поддржана од Европската Унија. Според министерот Фазлиу, податоците покажуваат дека ИПА е најуспешната и најискористена програма кај нас, меѓу кои е и проектот што се реализираше во Кочани и Благоевград, каде субјектите ги имаат изградено планираните капацитети. Општинската организација на Црвен крст Кочани се вклучи во поддршка на граѓанската иницијатива Ајде Македонија, која се одвива под мотото Сите сити, а има за цел да нахрани 10.000 социјално загрозени семејства на ниво на државата. На акцијата граѓаните и фирмите имаат можност да донираат конзервирана храна на однапред утврдени пунктови пред маркетите, а подоцна се дистрибуира до најзагрозените семејства. Воедно Црвен крст Кочани се вклучи и во кампањата за одбележување на Денот на гладта. И кочанци се вклучија кон националната хуманитарна акција Нахрани 10.000 за собирање храна. Станува збор за акција за донирање храна на одбрани локации и неизино дистрибуирање до социјално загрозените граѓани. Целта е на граѓаните да им се даде можност да донираат храна и преку собирање еднаш месечно на 10 тони храна да заврши во рацете на 10.000 граѓани. Во Кочани акцијата се спроведе во соработка со Црвен крст. Црвен крст на Република Македонија, Општинска организација Кочани и невладината организација Романа Вила се вклучуваат во поддршка на граѓанската иницијатива Ајде Македонија под мотото Сите сити, со цел да се нахранат 10.000 социјално загрозени семејства во Република Македонија. За таа цел, по втори пат денеска и за одбележување на меѓународниот ден на денот против гладта, се спроведува хуманитарен донаторски настан на две локации во Кочани. Едната локација е пред Тинекс маркетот кај градскиот плоштад,
а втората локација е кај местноста Стришани. Така што денеска граѓаните и нели самите фирми ќе имаат можност да донираат храна, нерастиплива храна, конзервирана, која понатаму ќе се стави во пакети и ќе биде донирана на социјално загрозени семејства. Исто така сакам да напоменам дека од 16 октомври до 22 октомври Општинската организација на Црвен крст Кочани, како и другите општински организации, ја спроведуваме кампањата за Денот на глата, при што ќе се продаваат вредностни бонови во вредност од 20 денари од страна на нашите волонтери и со собраните парични средства исто така значи ќе се набави храна која ќе биде донирана исто така на социјално загрозени семејства. Според Државниот завод за статистика, во Македонија имаат проблем да обезбедат храна околу 450.000 луѓе, или во просек имаат по еден оброк дневно. Од друга страна, годишно во Македонија се фрлаат околу 12.000 тони вишо храна, што представува за околу 26.000 граѓани да имаат по 3 оброка дневно. Со намалувањето на количеството отпад од храна и дистрибуцијата на вишокот храна на луѓето на кој што им е потребна, Македонија може да го намали проблемот со гладот и сиромаштијата. Светскиот ден на храната го одбележаа и волонтери од неколку европски земји, чии домаќин е Сдруженијето Европски волонтерски едукативен центар од Кочани. Тие подаруваа писмени пораки што сами ги изработија, со кои укажуваат за значењето на здравата и редовна исхрана. Подружницата на Сдруженијето Европски волонтерски едукативен центар ЕВЕЦ во Кочани се вклучи во одбележувањето на Светскиот ден на храната, при што во градскиот парк постави штанд на кој граѓаните можеа да се запознаат со важноста за здрава исхрана. Исто така, под мотото "Хранењето здраво не е реклама", на почетокот на овој месец било спроведено анкетно истражување за здравите навики на исхрана, при што биле опфатени 200 испитаници на возраст од 16 до 30 години. Во реализацијата на активноста биле вклучени и волонтерите од неколку европски земји што престојуваат кај нас. Според резултатите, младите луѓе имаат доволно време и можност за здраво хранење дома или на работните места, но дека не поседуваат доволно знаење за приготвување на истата. Исто така се изјасниле дека конзумирањето на додатоци во исхрана не е толку популарно, што е загрижувачки факт, имајќи в предвид дека ни преку нив не се снабдуваат со хранливи материи. На прашањето дали се согласувате дека хранењето здраво е скапо, 42% од испитаниците се изјасниле дека потполно се согласуваат, па затоа ние приготвивме брошури во кои се објаснува на кој начин може да се хранат и живеат здрав начин на живот, без прито да потрошат многу пари за намирници. Во реализацијата на активностите во Кочани се вклучи и фармацевската компанија Рифам, која на граѓаните бесплатно им делеше додатоци во исхраната. Сите водим брз и динамичен живот и спрема тоа последиците се ригорозни. Покачени крвен притисок и пораст во пород се кардиоваскулаторните заболувања, метаболитот, диабетот и слично, се си има последици од нашиот брз и бурен начин во живот. Освен што не се хранеме здраво, значи една навика ние ниту да примаме, ниту да внесуваме суплементи во исхраната кои што ни се потребни за правилно функционирање на организмот. Со своји пишани пораки, странските волонтери им пренесуваа совети на граѓаните на Кочани, а дел од пораките ги соопштија и јавно. Кога е во прашање правилната исхрана и вежбање, не постои, ќе почнам утре. Утре е болест. Грижете се за вашето тело. Тоа е единственото место во кое што треба да живеете. Адекватна и балансирана исхрана за здрав и долг живот. Одбележувањето на Светскиот ден на храната е една од активностите во која годинава се вклучуваат членовите и волонтерите од Сдруженијето ЕВЕЦ. Слични акции се најавуваат и за воиднина. Учениците, членови на младинската организација Единство при Средното општинско училиште Љупча Сантов се вклучија во одбележувањето на 16 октомври, Светскиот ден на гладта. На хуманитарни штандови продаваа храна, а собраните средства ќе бидат донирани во хуманитарни цели. И младинската организација Единство при Средното општинско училиште Љупча Сантов се вклучи во одбележувањето на Денот на гладта 16 октомври. На два штанда учениците продаваа храна и пијалоци по символична цена, а собраните средства ќе бидат донирани во хуманитарни цели. Нашата организација при СОО Љупча Сантов Единство денеска по повод на Денот на гладка организира хуманитарна акција. Собраните средства ќе бидат донирани на социјални семејства.
На овој штанд имаме храна и безалкохолни пијалаци. Огромна благодарност до Кафе Рокси, пекара Беличи, пекара Ванила, сендвичара Асман, сендвичара Кокси, Тинекс и така натаму. Секој година го обележуваме денот на гладта, ова година имаме 2 штанда, едниот е овде пред гимназијата, другиот во трговскиот центар. Преку вакви хуманитарни активности учениците се учат на хуманост и ја покажуваат својата спремност да помогнат на некој на кој му е потребна помош. Младинската акциона група од Кучани продолжува со активностите во рамки на проектот Младите успеваат заедно, а чија главна цела е јакнење на младинскиот активизам и нивно ефикасно вклучување во носењето одлуки на локално ниво. На петата работилница што се одржа во градскиот парк произлезе иницијатива за организирање меѓународен младински камп во Кочани. Младите во Кочани до почетокот на декември треба да ја добијат стратегијата за дејствување, а што треба да помогне во заекнување на младинскиот активизам во општината и да обезбеди нивно застапување и лобирање. Преку проектот Младите успеваат заедно, што со поддршка од USAID го реализира невладината Центар за комуникација и едукација на ромите Светла иднина од Кочани, досега се одржа повеќе работилници за интеркултурен диалог и заеднички екоакции, а крајна цел е да заживее локален младински совет. Членовите на младинската акциона група на работилницата што се одржа во градскиот парк разговараше за иницијативи што би се вметнале во стратегијата, а чие изготвување е во тек. Петата средба ја одржуваме надвор. Нивната идеја беше да ја одржаме во градскиот парк, од причини нели да бидеме попрепознатливи кон населението овде и да го прикажеме нашиот младински активизам, дека се работи и дека сме активни на терен. Денешната тема потекнува исто од претходната средба на четвртата младинска акциона група. Се донесе одлука да се организира младински камп во 2019 година и сега веќе ги правиме нели плановите на кое место да биде, кои земји да ни бидат учеснички, се зборува околу тоа. И исто така како втора точка ја имаме која што е и главна цел на проектот за донесување на одлуката за стратегија, односно незино веќе започнување на процесот на изработка на стратегијата и кои сакаме да бидат главните цели на стратегијата. Општина Кочани е една од ретките во источниот регион, па и во државата каде не функционира младинскиот совет, иако пред неколку години беше основан. Една од целите на младинската акциона група, која е неформално тело, е да помогне во определувањето на правците и активностите на младите за подобрување на нивните перспективи на локално ниво, а со тоа да заживее и локалниот младински совет. Изработката на стратегијата како документ е во тек и се очекува Советот на општина Кочани да ја усвои и изгласа пред крајот на оваа година. Отворен час по географија со посета на метеоролошката станица во Виница реализираа учениците од двете средни училишта, гимназијата Лјупча Сантов од Кочани и Делчевската гимназија Методи Митевски Брицо. Целта е заедничко дружење и разменување мислења и идеи за реализирањето на наставата во двете средни училишта, како и дружењето меѓу учениците. Учениците од Средното општинско училиште Лјупча Сантов и училиштето Методи Митевски Брицо од Делчево, заедно со професорите по географија Ирина Тодорова и Сребрен Ѓоргиевски, во заедничка соработка и реализирање часови на тема синоптиката како дејност во служба на луѓето, со посета на метеоролошката станица во Виница. Оттаму се вратија и реализираа час во Кочанската гимназија. Беа објаснети сите метеоролошки елементи, се вративме во Кочани во нашата гимназија, ги примивме, добре дојде им посакавме еве на гостите со еден отворен час за метеоролошките елементи. Јас како предметен професор по географија Ирина Тодорова зборував за температурата, за релативната влажност, за маглата, за количеството на врнежи, за ветровите, а мојот колега се обрати на тема за синоптиката и за метеорологијата како наука. Мислам дека дружењето треба да продолжи затоа што еве од првата средба видовме дека навистина беше прекрасно и самите ученици се задоволни и на наше задоволство беше ни чест што посакаа да дојдат во нашата гимназија, а истовремено сме поканети еве во иднина, а тоа ќе биде во најблиска иднина, ќе се договориме и ние да бидеме гости на нивната гимназија. Повод е на едно вакво убаво дружење, отворен час по географија,
со посвета на метеоролошката станица во Виница, каде што имавме можност да се запознаеме со сите оние мерни инструменти кои што се употребуваат за мерење на сите оние мерни величини и прогноза на времето за овој регион. Имавме една убава презентација од вработените и оттаму дојдовме ваму во гимназијата Лјупчо Сантов во Кочани. Сакаме да се заблагодариме на нашите гости на срдечниот прием и пречек и воедно ги покануваме за во една блиска иднина да дојдат кај нас во Делчево да се дружиме. Ова ценам дека е една убава ваква мисија за меѓусебно зближување на учениците и нивно дружење, затоа што ние сме регион во кој што нашите општини се толку многу блиски, а сепак далеку, затоа што многу се ретки вакви моменти кога учениците би можеле да се зближат и да се запознаваат. Со вакви заеднички дружења, учениците и професорите од двете средни училишта ќе продолжат и во иднина, со цел реализирање заеднички часови и полесно совладување на наставниот материјал. Создавање здрави хигиенски навики како најлесен начин за заштита од заразни болести. Општинската организација на Црвениот крст Кочани започна едукативни работилници со децата од детските градинки, со цел превенција од заразни болести. Преку одржување на лична хигиена до превенција од заразни болести, Општинската организација на Црвен крст Кочани со едукативни работилници во детските градинки со цел превентивно да се делува од заразните заболувања. Со овие работилници се офатени деца од предшколска возраст од 5 до 6 години и целта на овие работилници е самите дечиња да создадат здрави хигиенски навики, како на пример правилно миење на раците, употребување на марамче за време на кивање, на кашлање, се со цел како најлесен начин за превенцијата заразни болести. За време на овие работилници самите деца ќе научат што се микроорганизми, како вируси, бактерии, нивните особености, како тие се пренесуваат и како можеме да го спречиме нивното ширење. Ова е трета година поред Општинската организација на Црвениот крст Кочани да спроведува вакви едукативни работилници во соработка со детската градинка Павлина Велјанова. Истите ќе се реализираат со децата од големите групи од сите 5 објекти на Кочанската детска градинка, како и со децата од градинката во Зрновци и во двата објекти во градинката во Чешиново Облешево. Следува информацијата од спортот. 16 медали освоија членовите на карате клубовите Партизани Кочани на меѓународен турнир во Скопје. Тоа е голем успех за кочанскиот спорт, посебно што се работи за млади талентирани каратисти, од кои доправа се очекуваат добри резултати. Членовите на карате клубовите Партизани Кочани забележаа уште еден голем успех. Вкупно 16 медали освои 20 члената екипа од двата клуба која учествуваше на меѓународниот карате турнир Никола Градановски Нике, што се одржа во Скопје. Близу 400 надпреварувачи од 32 карате клубови од Македонија, Црнагора и Србија беа учесници на овој турнир на кој имаше силна конкуренција. Потврда за успешниот настап на нашите млади каратисти е што од турнирот се вратија со 7 златни, 3 сребрени и 5 бронзени медали. При тоа во конкуренција на борби, кај тимот на Партизан со злато се закитија Роберто Здравковски во кадетска конкуренција во категориите до 63 и до 70 килограми, Благојан Насески од генерацијата 2005 во категорија до 40 килограми и Филип Стојанов од генерацијата 2007 исто така до 40 килограми. Кај екипата на Кочани пак златни медали освоија Наталија Карова од генерацијата 2006 до 40 килограми, Елена Стојанова генерација 2007 до 44 килограми, Надица Наунова од истата генерација до 40 килограми и Сандра Настеска од генерацијата 2007 до 36 килограми. Покрај нив солиден настап со пласман на второто место и освоени сребрени медали остварија Даниела Алчинова од карате клубот Партизан, која настапи во категоријата плюс 54 килограми, додека со сребро кај карате клубот Кочани се закитија Љубомир Давидков во јуниорска конкуренција до 76 килограми и Илија Охумуш во генерацијата 2006 до 47 килограми.
Освен нив, уште 5 членови на двата кочански карате клуба имаа успешен настап во Скопје и освоија 3 места и бронзени медали во своите категории. Кај Партизан, трето пласирани се Мартина Шахинова во кадетска конкуренција до 76 килограми, Антонија Стојанова од генерацијата 2005 до 49 килограми и Ангел Стојанов во кадетска конкуренција до 52 килограми. Кај карате клубот Кочани пак бронзен медал освоија Драгана Нисева во кадетска конкуренција до 54 килограми и Иван Арсов од генерацијата 2007 до 45 килограми. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.